тоа ќе збориме денес за пораката на помирување, кога е времето човек да се помири со Бог, да се измири со Бог. Но пред да поминеме на овие стихови што ги прочитавме, бидејќи тие се ставени во одреден контекст, кој е многу важен, го видовме ние минатата недела контекстот, тоа е мотивацијата за служба на апостол Павле. Нема текст без контекст. Прво, трите основни правила, нели, сум ги повторувал, кога се изучува еден текст, трите основни правила на екзегезата се контекст, контекст и контекст. Ништо не е кажано надвор од некоја целина, надвор од некоја смисла. Кој беше контекстот минатата недела што го видовме? Павле таму говореше за своите напори кои ги прави во се да му угодува на Бог. И затоа тој е мотивиран, поттикнат од стравот што го има кон Господ. И кажавме дека тој страв од Бог не е некаква, не е треперење, не е некој патолошки страв, туку станува збор за разбирање, јасно осознавање на природата на Бог. Кој е Бог? И на крајот на краиштата Павле завршува, пред да премина тој страв од Господ, завршува со предупредувањето дека сите ние ќе застанеме еден ден пред Христовиот суд. Верниците ќе застанеме. И таму пред Христовиот суд ќе биде извршена оценка, ќе се направи евалуација на нашиот живот. За се оно што сме го правиле во ова тело, било добро или зло. И тој страв што го има, или почит повеќе кон Бог, и тоа сознание дека еден ден ќе одговора пред Бог за се, како верник, го поттикнува да ги убедува исто така луѓето. И тие да се посветат на живот за Бог, зашто и тие ќе дадат, секој ќе даде еден ден таков отчет, ќе даде сметка пред Бог. И во тој поглед апостол Павле, живејќи, мајќи го предвид тој страв од Господ, тој е ослободен од оној притисок да им угодува на луѓето, ослободен од тоа што мислат луѓето за него. Единственото нешто што него го загрижува е што Бог мисли за него. И поттикнат од таа страво почит, тој се посветува искрено, јавно пред Бог, вели, јас сум транспарентен, прозрачен пред Бог во моите намери и пред совеста на луѓето. Совеста на луѓето може да го докаже тоа. Таа негова транспарентност, искреност во се што прави. И тој е свесен дека Бог е Бог на вистината. Самиот Бог кон нас се однесува со вистина, без скриени намери, целиот отворен, искрен пред нас. И тој еден ден ќе не исправи нас пред вистината за нас. Имајќи го преди тоа знаење за Бог, Павле вели, служи посветено, искрено да му угодува на Бог. И вториот мотиватор го видов беше љубовта. Таа љубов што Бог ја покажа, Христос ја покажа, буквално го тера, го гони да се посвети на таа служба. Таа љубов што Христос ја покажа кон нас, давајќи си го животот, таа смрт Христова, нас и воскресение нас не дава доволно сила, мотивација, ние да умираме за себе, за да живееме за другите. И таа љубов Христова која покажа за сите, додека бевме уште грешни, ни дава можност да гледаме, ние како нови созданија во Христос, да гледаме на луѓето поинаку со надеж, со оптимизам. Не да гледаме на луѓето калкулирајќи дали заслужуваат заради нивниот инат и тврдоглавост да им служиме, или пак да гледаме како на Божји образ, за кого Христос се го даде животот, да гледаме како на нови созданија во кои Христос гради нешто ново поинакво, скапоцено создание. И бидејќи тие се такви, Павле вели, и ние гледаме на нив така. И гледаме како некој кој заслужува, бидејќи Христос умре за нив. И ние гледаме на нив како на дело кој Бог го започнал и ќе го заврши. Сега сме несовршени. Треба многу трпение, треба многу кроткост, треба многу љубезност, зашто сме во процес на изградба на нови созданија кои на крајот ќе бидат представени, кога ќе дојде времето како совршени пред Бог. И со тие мисли, со тие вистини, имајќи ги наум во предет, Павле продолжува.
во овие стихови и говори за една служба на помирување што му е дадена нему. Тој страв од Господ, таа љубов што Христос се покажа кон сите, не води кон служба која ни е дадена сите нам. Не само на некои мисионери, евангелизатори. Овдека апостол Павле користи еден речник во кој инклузивен речник во кој ги вклучува сите и тој ги користи овие заменки во множина. Ние, вас, сите нас. Бог не постави во позиција или во служба на негови пратеници, негови амбасадори, која имаме порака добиена од него, да ја пренесуваме, да предупредуваме дека сега е благопријатното време за спасение. И тоа е уствари целата идеја и ќе видиме како тоа апостол Павле го расширува во овие стихови. Ајде видиме што прво. Бог ја дава, Бог ја составува, се од Бог вели. А се од Бога. Се од него, нашето спасение од него, иницијативата за се од него, ништо не е од нас, и ова служба е од него, и ова порака. Се е од него. Така почнува. Зошто? Зашто Бог ги создал луѓето да живее во љубов, да живеат во љубов со него. И тоа можеме да го видиме на најдобро во посланието до римјаните, на неколку стиха во 8 глава, вели во 5 глава. Но Бог ја покажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште дека бевме грешни. Тоа значи дека немаше иницијатива од наша страна. Уште кога бевме грешни, Бог ја докажа својата љубов со тоа што го даде Христос. Или понатаму во 6 стих, прво почна, зашто уште кога бевме слаби, Христос во одреденото време умре за безбожниците. Или во 10 стих, зашто ако се помиривме со Бога преку смртта на неговиот син, уште додека бевме непријатели. Значи, ние сме биле непријатели и кога бевме непријатели, Бог на своите непријатели им даде спасение. И тогаш колку уште повеќе ќе се спасиме преку неговиот живот откако сме се помириле. Да гледаме се од Бог. Се е Божја иницијатива. Додека човекот беше безпомошен, грешник, противник, ги привлече луѓето кон себе, ги поттикна да преку спасителното дејство и љубов во Христос кон спасение. Бидејќи изминативе денови така бев во патрологијата, предав на студенти во Србија и ми падна така еден цитат од Јован Златовски, многу пати сум го цитирал, последниве неколку недели, зашто навистина има една богата ризница на мисли, убави мисли. Вели, можете ли да видите колку е голема Божјата љубов кон нас? Кој беше, прашува раторички, кој беше оштетениот во тоа непријателство што го има човекот кон Бог? Кој беше оштетениот? Бог беше оштетениот. Тој. А кој го направи првиот чекор на помирување? Пак, тој го направи. Некој ќе каже дека го прати синот место него. Но таквото разбирање е погрешно. Зашто Христос не дојде одделно од Отецот кој го прати. Тие двајцата беа вклучени во полното со љубов дело на помирување. И тука сака да каже целиот абсурд. Обично, кога имаме оштетен во некој спор, оштетениот чека другиот да бара помирување. Во овој случај, Бог е оштетениот и Бог е тој кој подаде рака на помирување. И тоа дело, всушност, се од него, тој ни дава таа служба на помирување, откако не измири со себе. И се тука, кога има една служба на помирување, основно таа служба е пораката. Пораката на помирување. Тој не измири и откако не измири, ни го даде таа служба, давајќи ни порака. А која е пораката всушност? Тој ни ја дава пораката, но таа порака
е нашата приказна или нашето дело на спасение, нашата историја на спасението. Секој си има своја историја на Божја работа во него, на Божјо дело во него. Тој ја даде таа служба откако веќе ја добивме и пораката, нашето искуство со Бог. И тука е длабочината всушност и целата смисла на нашата служба. Нашата служба не е техничка работа како оние амбасадори што ја вршат за своите земји. Нашата служба на помирување е пренесување на порака, Божја порака, која е наша порака, која е нашето сведоштво, која е нашата приказна што имаме со Бог. Секој има приказна. Да, за некого приказната или историјата на спасение, она искуство што го имал како бунтовник, како инаетлив во односот со Бог, но Бог го скршил сето тоа, кога бегал го привлекол кон себе. Кај некој може би тоа да било некој чувство на оттугеност, или може да било некоја слабост во која Бог влегол во животот и го привлекол, и го исполнил со сила. Секој си има уникална приказна, уникатна приказна. И е важна за споделување. И во тој поглед ни треба да го сватиме оно што го вели овде ка апостол Павле. И ни го даде служењето на тоа измирување. Откако не спаси нас, откако ние искусивме иницијатива од Бог за нашето спасение. Откако ние ја искусивме пораката што Бог нас лично ни упати. Помири се, вели, со мене. И затоа секое сведоштво е вредно за споделување. Секоја приказна на искуство со Бог е вредно за споделување. И тој Бог од кого се започнува, зашто се е од него, ни доверува и на тој начин всушност тој ни укажува голема чест кога ни дава на таква служба, кога дава служба на посредници, на луѓе кои во негово име, како негови сослужители, ја упатуваат таа порака. И тука доаѓа она што минатиот пат го кажавме. Таа страхопочет кон Бог не ослободува од притисокот, човечкиот притисок, а што луѓето мислат или што луѓето ќе кажат за нашата приказна, за нашата порака, за нашето сведоштво, за пораката за помирување. Павле вели, јас не дозволувам човечките мислења да ја поткопат мојата увереност како амбасадор, како пратеник на Бог, како посланик на Бог. Зашто во крајен случај нашата одговорност е пред оној од кого е се. Оној кој го дава тоа како служба. Оној кој не спасил, кој не ополномоштил, кој не испратил. И во тој поглед таа наша лична приказна на наше искуство за Божјото дејство во нас, за Божјото спасение, не може да ја раскаже никој друг освен самите ние. Били грееме Бог да го врати од Божјото царство, зашто тој е сега таму, починат веќе, него да го врати и нема и тој да застане на моје место да ја раскаже мојата приказна, нема да го направи тоа како што јас го направив, што е моја приказна. Тоа е моето искуство со Бог. И тој всушност она што Павле сака. Сите ние сме во таа позиција измирени и ни е дадено тоа служење на помирување. Тој ме измерил, јас го имам тоа искуство и јас го споделувам моето искуство. Јас сум тој посредник, тој пратеник. Понатаму продолжува во истиот дух, кога веќе малку и генерализира. Ако во претходниот стих каже, тој не измерил нас и не го дал тоа служба на измирување, веќе оди малку со поопшти така поеми, вели, зашто Бог го измири светот со себе преку Христос, не замајки ги во предвид престапите на луѓето и го положи во нас словото на измирување. Не само нас, туку и светот го измири. И го положи, не сметајки за нивните престапи, тоест не барајки одговорност за вината што имат, за гревот, и нас ни го положи, во нас го вложи
го импутираше во нас словото на измирување. И што всушност сака да каже дека основата или темелот или суштината на Божјата грижа, Божјата работа во светот е помирувањето. Тоа е суштината на Божјиот однос кон човекот, помирувањето. На тоа се сведува се. На крајот на краишта, зошто Бог го прати Христос? Во Јован првите стихови вели дека тој е Словото на Бог, пораката на Бог, светлината во светот. Светот кој е потонат во темнина заради тоа непријателство со Бог. И суштината всушност, целата основа, се оно во што се содржи Божјото дело кон човекот е помирување. Тој прати помирител. Бог не ни прати економист кој ќе ни ги решава економските проблеми во светот. Тој не ни прати доктор кој ќе не лекува. Тој не ни прати политичар кој ќе ни ги решава политичките работи. Тој прати миротворец кој ќе го реши проблемот меѓу човекот и Бог, зашто најголемата грижа на Бог всушност е односот на човекот, природата на односот што човекот ја има со Бог. Секој човек има некаков однос кон Бог. Може да е нихилистички, нема Бог. Може да е однос на гнев, не сакам таков Бог. Може да е однос на отфрленост. Јас сум осамен и Бог не се грижи за мене. Може да е различен тој однос, но секој има однос со Бог, како што секој дете има однос со родител. Може да е однос да е на љубов, на близина, може да е на гнев, на бунт, секој има однос. Тоа е секој човек има однос со Бог. Бог сака однос на близина, на љубов, сака однос на прифаќање, на доверба. Меѓутоа, тој однос е загубен поради гревот на човекот. И она што направи всушност Бог, го прати Синот, прати Словото. Исус е Словото, Логосот. Го прати Словото, ја прати пораката, која вели помирете се со Бог. Прати светлина за да покаже на овој свет дека е паднат, дека е лута во темнината. И го даде животот за да го помири човекот со Бог. Тоа е суштината на Божјото дело, суштината на делото на Христос. И сега, што вели Павле? И таа суштина, таа содржина на Божјото дело кон созданието, која представена преку службата на Христос, е да вложена во нас или го положи во нас Словото на измирување. Со други зборови, она што е во центарот, во фокусот на Божјото однос кон човекот, станува центар и фокус на нашето живење. Зборот го положи во нас, буквално ако сакаме да го преведеме така е на современ технички јазик, го инсталира Словото на помирување. Она сведоштво, она искуство што го имаме ние со Бог, она приказна што имаме за помирување е инсталирана, програмирана во нас. Таа приказна или тоа слово на помирување нас не преобразува за да стане суштина на нашиот живот. Ако тоа е суштината на Бог во односот со светот, тоа треба да биде нашата суштина во односот со луѓето. Христос е во нас, а Христос е миротворецот. Христос во нас не преобразува и ние да станеме миротворците во овој свет кој велат помирете се со Бог. Ве молам, помирете се со Бог. Тоа е целата суштина, сушност на... Тоа е автентичното христијанство. Автентичното христијанство нема во фокус социјална работа, хуманитарна работа или не знам каква друга. Суштината на автентичното христијанство е миротворство. Помирување меѓу човекот и Бог. Страхопочита кон Бог, сознанието дека ќе застанеме пред Него еден ден и ќе одговараме, и љубовта. Бог, Христос го даде животот, за светот го даде. Додека уште беа грешни, недостојни луѓето. И таа љубов не тера, тоа Негово слово на помирување е импутирано во нас, е ставено во нашата суштина, во сршта
на нашата личност. И ние да бидеме тие миротворци. Понатамо продолжува апостолот и вели: па така ние сме Христови пратеници, како Бог да зборува преку нас. Ве молиме во името на Христос, помирете се со Бог. И овдека Павле почнува да користи слики од политичкиот живот. И тогаш и денес се истите слики. На пратеници или на амбасадори. Знаете што е амбасадор? Амбасадор е личност која представува земја, представува цар, представува некој водач и така натаму. Бидејќи една земја не може да биде присутна насекаде, таа праќа амбасадори кои го носат со себе авторитетот на земјата. Тие представуваат земјата, тамо каде што одат. И треба да покажат лојалност кон земјата, треба да покажат одговорност и така натаму. Никој амбасадор, па и најдобриот, не може да ги промени правилата. Тој е таму не за себе да се представува, туку или своји интереси, туку интересите на земјата што ја представува. Тоа се амбасадорите. И како амбасадори, всушност, овдека идејата е дека ние имаме еден многу висок авторитет. Зад нас стои авторитетот на Бог. Бог ни дава полномоштво, не ополномоштува, ни дава авторитет да ја пренесуваме неговата порака, да го застапуваме. И како што вели, како Бог да зборува преку нас. Кога ние говориме на луѓето, исто како Бог да говори, зашто ние говориме од името на Бог. Тој не ополномоштил, тој ни го дал, тој не испратил, ни го дал. И всушност со други збори, Павле вели овдека, ние сме Христови како Бог да зборува, ве молиме во името на Христос. Тоа ве молиме го нема во оригиналниот текст. Вели, ние сме пратеници кои молиме луѓето да се помират со Бог. Тој не упатува кон нив конкретна порака, туку вели, тоа е мојата порака. Кај да сум, она што го правам, велам, молам, помирете се со Бог. Нели? Так, без ова ве, неговото следоще општо. Ние сме пратеници како Бог да зборува. И секаде каде што одиме како Бог да зборува. Молиме луѓето да се помират со Бог. С други зборови Павле, тоа е, јас не можам да избегам од таа служба. Јас не можам да избегам од таа одговорност. Каде додам? Јас сум пратеникот на Бог. Каде додам? Јас зборувам од Негово име и мојата порака е, ве молиме, помирете се со Бог. Тоа е позиција која носи чест. Да си пратеник на една обична фирма е чест. Ке те ополномошти фирмата да одиш во странска земја и да преговориш во името на таа фирма. Чест е. Многу поголема чест е да си ополномоштен од една земја. Овдека вели, ние сме ополномоштени, пратени директно од Бог. Ние сме неговите пратеници. И при тоа, нашата позиција не е нелагодна позиција. Знаете, многу пати кога некој амбасадор ќе биде пратен, како пратеник некаде, многу пати тој се поти од незгодната ситуација во која е поставен. Тој треба да реши спорови, да реши конфликти. Многу пати амбасадорите ги викаат, тоа се вика демарш, ги викаат во некоја влада, каде што се представници, за да дадат отчет за некои лоши постапки на неговата земја. И доаѓаат новинари, им постават прашања, се потат пред камерите, не знаејќи како да излезат од ситуацијата. Ние имаме сега моментот еден пратеник, специјален пратеник, кој е пратен во Бугарија, да ги решува сите овие проблеми кои се наталожија последниве неколку недели. И пред некој ден тој го видовме на телевизија, беше седнат до председателот на таа земја, а тој таму пак председател, еден најдобар пример за Бај Гањо, има една таква книга во Бугарија од Алеко Константинов, напишал книга Бај Гањо, во која како таа личност Бај Гањо е како еден збирен лик за просташтината во Бугарија. Се тој не го кажам јас, тоа го кажува Алеко Константинов и луѓето во Бугарија. И се тој председател на Бугарија, баш во тој стил, седнат таму на столот, еден распашан целиот, кој нема никакво образование меѓу другото, на едно примитивно ниво, до него седи
пратеник од Македонија кој е универзитетски професор, предава во странски земји, на странски факултети, професор по римско право. И се овој му се обраќа и вели како пред селска крчма, вие бе шо сеа таму, еден таков еден стил, а овој седнал како учениче пред него. А е пратеник на земја. Го нема оној однос на почит и нема сите тие работи. Секам јас не би можел да седнам во таква позиција. И така да бидам понижен. Буквално беше понижен. Не само што беше понижен, она што е недолично во таквите разговори, тоа се вика шатал дипломатија, тој оди на кратки посети да ургира за некои работи, да преговара. Тие се зад камери. Тајно бил снимен, 20 минути разговор и потоа пуштен на приватниот Фејсбук на тој председател. Говори за еден примитивизам во политиката. Простаклук во политиката. Тоа се оценките кои ги дадоа, не само го дадоа и луѓе надвор од Македонија, во Бугарија ги дадоа тие оценки. Како и да е. Тоа е позицијата на пратеник, која може да биде и многу непријатна. Меѓутоа, Павле, како ја представува нашата позиција како на пратеници на Бог. Ние молиме. Ние сме исполнети со љубов, со сочувство, со еден, како да носи Павле еден товар на вина. Не на вина, туку еден товар, им го бере гајлето на луѓето. Тие се во непријателство со Бог, еден ќе се исправат на суд пред него. И затоа сега тој буквално апелира и моли, ве молам, помирете се со Бог. Знаете, како родител кој гледа некој дете оди на погрешен пат и толку се грижи, тоа му е еден таков товар на грбот, еден товар во душата и вели, абе те молам, промени се. Среди ги, направи ги тие чекори. Така се однесува Павле. И тука е суштината всушност на неговата порака. Тој не е некој технички пратеник кој ќе застане пред камерата или пред некоја личност да се ја заврши туку така работата. Јас сега треба да ги предадам овие ноти на незадоволство или што и да е и си одам. Па нашата порака, нашата служба е служба полна со сочувство и со љубов. И во таква служба не може да има осуда, не може да има укор, туку има молба, има апел. Ве молиме, во името на Христос, помирете се со Бог. Тоа е она што ја прави нашата позиција поинаква од онаа што имат овие амбасадори во светот. Ние сме амбасадори кои сме повикани преку љубов, Божјата љубов, мотивирани од таа љубов и со таа љубов одиме и говориме. И ако има таа длабока грижа што Павле има всушност овде, ја покажува, тоа гајле треба да го имат луѓето кои се во темнината. Ама она има убава фраза, нели, им го бериме гајлето на другите. Павле буквално им го бери гајлето. Таа нивна состојба толку му тежи, што не може да не отиде да им каже, ве молам, помирете се со Бог. Да бидете и вие спасени. Моли со грижа и љубов. Тоа го пишува апостолот. И кој е резултатот кога некој ќе одговори на таа порака? Вели, зашто оној кој не знаеше грев, Бог за нас го направи гревта преку него да станеме праведност Божја. Целата христологија, ако можеме некако да ја представиме, кратко, и тоа е христологијата на црковните отци од првите векови, Бог стана она што сме ние, за ние да станеме она што е Тој. Бог ја напушти славата на небото, стана човек, го изживеа животот на секој еден од нас, од раѓање до смрт, стана грешник во секако нас, без да направи тој грев, во нашиот грев стана грешник, искуси отфрлање од Бог, за ние да бидеме прифатени. Тој стана грешник, за ние да станеме правда. Тој беше отворен, за ние да бидеме прифатени. Тој го напушти небото, за ние да бидеме таму на небото. Тој, како син Божи, доживе отвореност за ние, човечките синови, станеме синови Божи. Тој стана син човечки, ние синовите човечки, да станеме синови Божи. Тоа е она
се вика рекапитулација или анакефалесис, тој стана една глава на целото паднато човештво, за ние во него, како нашата глава, да бидеме Божите деца. Тој го повтори животот, направи една рекапитулација, го повтори животот на секој еден од нас, живејќи во тело, живејќи преку нашиот грев како грешник, ја зеде вината за гревот, за ние да имаме правдата, оправданието. Искуси од туѓување. Мартин Лутер еднаш почна да подготвя проповед на Псалм 22, каде што се говори за она отврлење на Христос, он е збори: Отче мој, зошто, Боже мој, зошто ме отврли. Сабајле почнал со подготовката, цел ден шетал низ собата натаму наово и на крајот, тоа се според зборовите на неговата жена Катерина, на крајот се откажал и рекол: јас не можам да проповедам. Јас не можам да сватам како возлюбениот може да биде отврлен. Како возлюбениот син може да биде отврлен од таткото. Едноставно не можам да го сватам. Вистина е, вели, Словото го пишува, но не можам да го сватам. Не може да го представам. И никош во животот не проповедал на тој псалм. И тоа е навистина, тоа е како да се како може да разбереме синот Божи отврлен од Отецот. Но тоа вистината беше отврлен за ние да бидеме прифатени. Идејата овде како оној кој ќе одговори на таа порака, ќе го задоволи се она што Бог го бара од него, се она што Бог го сака од него. Во Христос ќе му биде дадено. Се она што Бог го очекува од нас, го посакува од нас, во Христос го добива за себе. И во Христос не само што можеме да бидеме се она што Бог го бара од нас, во Христос може да бидеме се она што ние сакаме да бидеме. Се она што секој од нас од сегош посакува да биде. И тоа е добрата вест на Евангелието, тоа е пораката. И на крајот, тоа ќе завршиме, зошто исчезна? Кој има ли последниот? Нема анимација на последниот стих. Тоа ли? Нема? Зошто нема? Добро, без разлика, дори да го нема. И на крајот вели, како соработници Христови, ние ве молиме да не ја примате напразно благодатта Божја, зашто се вели: во благопријатно време те услишав и во денот на спасение ти помогнав. Еве, сега е времето благопријатно, ете сега е денот на спасението. Како соработници Христови вели, како некои што работат заедно со Христос, ние ве молиме да не ја примате напразно благодатта Божја. Зборот напразно значи да не биде шуплива, да не биде ништожна. Тоест, таа благодат што ви е дадена за спасение, да не остане во вас така, туку таа благодат треба да се мултиплицира. Таа благодат треба да достигнува до други. Инаку, ако таа приказна што имаме за Божјата работа во нас, остане во нас, тогаш благодата станува празна, станува шуплива, станува невалидна. Бидејќи таа благодат, суштината на благодатта е да даде ресурси, да не промени, преобрази по Божјиот карактер, да не даде мудрост, да не даде сила, да не даде сигурност, а сето тоа за да бидеме навистина тие Божји пратеници, тие Божји амбасадори или миротворци кои помируваат. Ако не, воспротивно, ние стануваме едни противречности. Зашто ја имаме Божјата благодат, ги имаме Божјите ресурси, ама сето тоа е празно во нас. Сето тоа е ништозно, шупливо. И тука, тоа е она што уствари го кажува, ве молам како Христов соработник, да не остане празна во вас таа благодат. И продолжува, давајќи еден цитат од Стариот Завет, многу силен цитат од пророкот Исаја. Вели, пророкот Исаја им кажува на евреите: во благопријатно време те услишав и во денот на спасение ти помогнав. И со други збори Павле им вели: сеќавате во Стариот Завет што Бог правеше. Ги избави од робство, им помагаше, ги спасуваше. И вели, додава, и се тоа е додатокот на Павле.
Сега е времето на благопријатно. Сега е денот на спасението. Како што во Стариот Завет го правеше, го спасуваше еврејскиот народ и сега го прави тоа. Денес го прави. Денес спасува. Денес е времето, вели, денес сега е моментот да ја пренесете пораката. Сега е моментот луѓето да се спасат. Сега е денот на спасението. Сега е благопријатното време. Што беше тогаш, на мокен, видлив, јасен начин Бог спасуваше и сега исто така времето. Тоа е она што, нели, овдека сакав да го пренесам, еден многу силен, многу важен текст. Привилегија да се споделува вест, да се споделува пораката на помирување. И таа е јасна, многу јасна. Бог во Христос го помирува светот без да бара сметка за престапите. Без некој да му мафта со прст, како што им се мафта со прст на амбасадорите кога одат да помируваат. Без закани, без уцени. Само со една молба. Те молам, помири се. И тоа е, нели, молитвата и на апостол Павле. И ние да бидеме тие соработници во кои таа благодат нема да остане празна, ништожна. Туку благодат која ќе се излева, ќе завладува, ќе ослободува, ќе спасува. Зошто денес е, сега е благопријатното време. Сега е денот на спасението. Амин.